ВМРО ДПМН не треба да бега од дебатата во собранието за предлогот на СДСМ за разрешување на Трајко Велјановски. Откако го окупираа медиумскиот простор, затвораат новинари, забрануваат протести, сега се обидуваат да спречат и дебата во собранието на Република Македонија. Реакцијата на ВМРО ДПМН дека поднесувањето на ваква одлука за разрешување на председателот на собрание Велјановски не значи обврска таа да се стави на дневен ред. Само го потврдува она што го зборуваме во овие 7 години. Дека ВМРО ДПМН е и устав и закон, и собрание и влада во оваа држава, и бидејќи тие се против таква одлука, нема да ја стават на дневен ред. Да не ни изненади некои предлоги за укинување на собранието на Република Македонија. СДСМ има деловничко право да поднесе предлог одлука за разрешување на председателот на собрание. Бараме да се постапи според деловничкото право што го има СДСМ и опозицијата воопшто во македонскиот парламент. Бројни се мотивите за ова наше барање. Прво, на 17. октомври Велјановски одби да ја стави на дневен ред информацијата што ја поднесоа СДСМ и НСДП, да се расправа за активностите на владата и институциите, за показувањето на уставното начело на презумпција на невиност и злоупотреба на притворот по партиско-политички упад во општина Центар, апсењето на председателот Шиповиќ и блокадата на општината Центар. Во меѓувреме се случи за препастувачката казна за новиранар од Кежаровски, за која што реакција има од цел свет, што ја дополни целата слика како функционира ова партиско-политичка држава. Второ, истиот овој собрански председател кој не дозволи да се расправа за ова, го навреди и го нареди бруталното исфрлање на новинарите и пратениците од собранието на 24 декември минатата година. Трето, на државен празник, собранискиот председател Трајко Велјановски одржа скандалозен партиски говор и говор на поделби во кој што ја обвинува опозицијата за предавство на државните и национални интереси на Република Македонија. И сега, повторно Велјановски го суспендира системот и правото да се побара одговорност од било кој избран функционер. Мислам дека Трајко Велјановски нанесе доволно непоправливи штети на законодавниот дом и на државата. СДСМ инсистира Велјановски и ВМРО ДПМН да го почитуваат парламентот и собранискиот деловник и да го стават на дневен ред нашиот предлог одлука за разрешување на собранискиот председател Велјановски.